Дебелината кај возрастните се зголемила повеќе од двојно од 90-тите до денес. Кај тинеџерите пак дури до 4 пати, објави Светската здравствена организација. Според нивните податоци во однос на 2022 година, 37 милиони деца на возраст под 5 години имале прекумерна тежина. Зошто има пандемија на обезност или на дебелина и има ли чаре? На оваа тема денеска во подкастот Зошто на Радио Слободна Европа разговараме со доктор Танер Хасан, ендокринолог и директор на Клиниката за ендокринологија. Добре ни дојдовте? Добро ве најдов. Фала ви за поканава. На социјалните мрежи, подготвувајќи се за подкастот, видов една фотографија од Скопје во 60-тите на градска плажа на Вардар. Да. И следејќи ги коментарите под фотографијата, забележав дека секој вторе погледната колку се луѓе во фит и веќе вакво нешто не можеме да видиме. Ајде јасно ние зошто веќе не се капеме во Вардар, меѓутоа зошто веќе не гледаме таква слика или зошто гледаме се повеќе луѓе кои што имаат проблем со килограмите? Па да, за жал влошени се навиките на исхрана, животниот стил ни е пореметен целиот. Многу физичка активност немаме скоро никаков, а имаме обилие од храна кој што има доста зголемен со калории. Почесто имаме јаглени хидрати, скоро 90% од храната што ја користиме секојдневно, скоро 80 до 90% за жал користи содржи јаглени хидрати, кој што треба да биде 50% негде. Храната не е балансирана. За жал, во детска популација имаме многу зголемување на дебелина кај пациентиве, децата во школиве, во училиштата, околу школиве, продавниците секојаш продаваат храна која што е најевтина, ама за жал таа храна содржи големи количини на јаглени хидрати и масти и кои што имаат високи калории. И затоа се зголемува бројката на на дебелина и кај детската популација и кај возрастната, меѓутоа најалармантно е кај детската популација, тие се најповеќе засегнати и ако не се реагира благовремено, кај нив тоа продолжува, настанува навика и после тоа во наредниот период многу е тешко да се менаџира дебелината кај тие луѓе. Какви се бројките конкретно на нашето поднебје? Во моментов во Македонија околу 15 до 20% зборувам за детската популација, меѓутоа цело време расте таа бројка и се очекува негде 35-та година според корекциите на СЗО да достигне до 40% на детската популација. Кај возрастните изнесува во моментов околу 30, понатаму околу 35-та година исто ќе постигнеме некоја вредност 35 до 40%. За жал, секојдневно се расте таа бројка. На светско ниво е над 1,5 милиарда луѓе. Скоро моментално во светот живеат со дебелина. Ако тука ги ставиме и тие што имаат прекумерна тежина, кои што не спаѓаат во групата на дебели, меѓутоа во таа преодна фаза, тогаш бројката достигнува до скоро пола од светското население со прекумерна телесна тежина. Се повеќе апелираме сегде кога одиме низ семинари, симпозиуми, кога се среќаваме и со детска популација и со возрастната, апелираме на физичката активност, пошто е многу битна компонента во таа алатка во справувањето со дебелината. Не е само терапијата, фармакотерапија или баријатрична хирургија. А ова што гледаме по социјалните мрежи и младиве постојано објавуваат фотографии или ставаат на сториот некоја теретана, како вежба, тоа е почесто за лајкови, затоа што е тренд или на вистина колку имаат младиве? Колку се можеби посвесни од повозрастните дека треба да се оди во теретана? Младите се свесни, повеќе се свесни. Ние приметуваме тоа и во секојдневната пракса. Повеќето, скоро пола од пациентите што ни доаѓаат во центриве за дебелина се на возраст од 20 до 40 годишна возраст. Помалку имаме на тоа. Тие доаѓаат, меѓутоа не се трпеливи. Значи, треба да има континуитет во терапијава. Дебелината е хронична болест. Тоа општо е прифатено и според препораките на СЗО и цел живот треба да се држи под контрола и да се континуирано да се води сметка за тоа. Ако се застане, одма се враќа телесната тежина. Денеска не е само битна бројката на телесна тежина или индексот на телесна маса, многу ни се битни и другите метаболни параметри, дали пациентот има компликации, например кардиоваскуларни компликации, дали има диабет, дали има ортопедски компликации, кои што сите тие компликации настануваат за жал од самата дебелина.
Ние денеска лекуваме компликацииве, скоро 90%, меѓутоа не се обрнува внимание на основата, што е причината за тоа, дека е дебелината. Затоа пациентите кои ни се препраќаат во центриве, кај нас на терцијарно или секундарно ниво, се препраќаат со диагнозите на тие компликации, наместо да има диагноза за дебелина, кој што е основата, причината на тие компликации. Малку се користи таа шифра од E66. Ние имаме пред скоро време имавме симпозиум, првиот меѓународен во Скопје кој што одржавме за дебелината. Побаравме податоци колку е користена таа шифра за дебелина. Од мој термин, за жал, многу мали се тие бројки. 15.000 за година дена е многу мала таа бројка. Ако одиме според тие бројки, пошто тие бројки треба да ни бидат она подлога за понатаму да водиме сметка, евиденција за колку е процентуално инциденцата кај популацијата. За жал оваа бројка е мала и апелирам, треба да се користат многу повеќе овие шифри. Повеќе тука играат улога матичните доктори и семејните лекари, пошто првенствено овие пациенти одат кај нив. После тоа доаѓаат на секундарно или терцијарно ниво или во центрите за дебелина. Тие ако на почетокот не се става таа диагноза, после тоа се одразува и на секундарно и на терцијарно ниво. Така да најповеќе улога тука треба да играат тие доктори од примарното здравство. Ги споменавте центрите за менаџирање на дебелина. Првиот таков во земјава се отвори во 2023 во 8 септември, околу 5-6 месеци подоцна и на клиника за ендокринологија. Вие бевте во моментот на отворање дел од 8 септември, па имавте и таму искуство и сега тука со колку пациенти се сретнавте, можеби не само вие, туку и вашиот тим? Да, тоа е тимска работа, мултидисциплинарна имаме пристап, пошто не е потребен само ендокринолог за ова проблем. Имаме потреба од другите доктори, од другите профили. Исто така има потреба од психолози, исто така има потреба од нутриционисти, диететичари кои што се занимаваат со оваа проблематика. Во 8 септември негде е стигната бројката до сега околу 1500 пациенти кои што се упатени од матични доктори, а на клиника околу 2500 имаме моментално. Овие се двете центри кои што се акредитирани во Европското здружение. Меѓутоа имаме центар за дебелина и за детска возраст на детска клиника. Уште не се акредитирани, наскоро ќе бидат и тие акредитирани, што веќе функционира за детската популација. А во плановите ни се наскоро да отвориме и во внатрешноста на државата, во Штип имаме план, во Прилеп, Тетово и во Струмица. Ме интересира првиот контакт со пациентите. Нели за да отиде некој, например, на психолог, треба да си признае, да свати дека има некаков проблем за кој што му треба стручна помош. Како е во овој случај? Кога ќе дојде некој пациент, можеби се сеќавате и на некој конкретен момент што ви остана во сеќавањето. Си признава дека му треба помош, дека тоа што го има е всушност болест. Да, тешко е. На почетокот е тешко со пациентиве, порано имаме повеќе тешкоти, меѓутоа веќе последниот период, последниве 2-3 години веќе е подигната таа свест на популацијава. И самите пациенти бараат да бидат упатени од нивните матични доктори во тие центри нашиве кои што се занимаваме со оваа проблематика. Стигматизацијата е тука игра многу голема улога. Не треба да се прави таа бариера да се става меѓу докторот и пациентот, да не се обвинуваат пациентиве, пошто најголема улога играме ние како здравствен персонал и за жал стигматизацијата, поло од стигматизацијата што се прави од здравствениот персонал. Првиот пат кога ќе дојде пациентот, ако примети дека има стигматизација, после тоа е тешко да го вратиш тој пациент назад. Нема, уште еднаш не иде пациентот ниту на контроли, ниту ги слуша препораките. Така да тој момент треба да се преброди кај пациентиве. Штом ќе се преброди, после тоа пациентот самиот си добива мотивација. Гледа дека може со тоа да се справува, дека оваа болест доверба веќе со доктор. Доверба дека ова не е негова вина, дека е во негова контрола, дека тоа може да контролира и затоа имаме и психолози во овие центри. Ако приметиме дека има потреба за психолошка поддршка или псијатриска поддршка, ги упатуваме пациентиве или се јавуваме директно, даваме термини на овие пациенти. Така да тие што имаат потреба им даваме поддршка психолошка. Штом ќе приметат дека имаат добар пристап пациентиве, после тоа сами си бараат. И доаѓаат скоро 90% од пациентиве наши што прв пат биле кај нас, за 3 месеци, за 6 месеци пак доаѓаат на контрола.
така и треба да се следат овие пациенти. Убаво да се евалуираат пациентиве, не самостојно сами да одредуваат терапија или доза или диета, пошто за жал многу лошо е регулирана и диетата кај пациентиве. Едновидна исхрана не препорачуваме, тоа да апелирам, кај пациентиве има сега многу се актуелни протеински диети, кето диети, тие се штетни. Значи не препорачуваме долго време да бидат на таква диета, мора диетата да биде балансирана. Значи нема унифицирана диета за секој човек. Треба да е прилагодена за начинот на живење на пациентот, професијата на пациентот, навиките на пациентот, коморбидитетите на пациентот, возраста на пациентот. Сите тие се важни моменти кои што според тоа треба да се одреди и диетата, односно да се смени животниот стил, а не само една диета. И ако се одржува една диета, кратко трае таа диета, се откажуваат пациентите. Повеќе од 3 месеци, ни еден пациент, 90% од пациентите после третиот месец се откажуваат од таквите диети, а податоците светски ни кажуваат дека тие и да се на интензивирана диета, за 4 до 5 месеци скоро 80% од овие пациенти ги враќаат килограмите назад, а дел од нив има и прекумерно повеќе ги враќаат отколку што биле од почетокот на исхраната, на диетата. Така да само диетата е многу битна алатка. Почетокот почнува све, првиот чекор ни е диета, исхрана, животниот стил на пациентот, после доаѓа втората опција ни е фармакотерапија и трета последна опција ни е баријатрична хирургија. Никогаш баријатрична хирургија прва опција не смее да биде. Ги споменавме килограмите, но споменавме и дека тие не се најважни, односно бројката на килограми, бидејќи има други параметри кои што треба да се следат и кои што покажуваат дека пациентот тргнал на добар пат во лекувањето. Меѓутоа, еве, може ли да ни споделите некој пример, можеби колку за некој пациент кој што имал најмногу килограми од оние кои што се обратиле во центарот за дебелина и каков успех постигнал? Најголеми килограми, најповеќе килограми што имаше, пред месец дена имавме еден пациент кој што се спрема за баријатрична хирургија, 280 килограми. Од прилеп пациентот. Он веќе мора да оди на баријатрична хирургија, пошто има енормни килограми кои што нема можност само со диета или со фармакотерапија да се намали во тие посакани нормални референтни граници. Меѓутоа имам пациент на 150-60 килограми кој што со терапија и со промена на животниот стил во текот на година дена кој што успеа да намали скоро 25 до 30 килограми и успеа да дојде во таа прифатлива граница кој што сакаме да дојдат, кој што ни е таргет кај пациентиве. Не сакаме многу брзо да слабеат пациентите, тоа не препорачуваме. Треба да има континуитет во слабењето, препорачуваме 3 до 4 килограми на месечно ниво, не повеќе од тоа, за да може пациентот после тоа да продолжи со диета, со исхрана, бидејќи ако се губи за краток временски период, многу брзо се враќаат тие. Ефектот е многу побрз кај тие пациенти кои што губат многу брзо телесна тежина, а многу помалку е кај тие што губат помалку, меѓутоа континуирано. И тука не се битни само индексот на телесна маса, веќе треба тоа да надминеме, пошто ние не лекуваме бројки, туку лекуваме пациент. Имаме со луѓе работиме, со здравјето на луѓето, затоа треба да се гледат другите параметри. Прво треба општата состојба да биде добра на пациент, добро да се чувствува пациентот. Ако се чувствува добро, после тоа многу е полесно другите метаболни параметри да се регулираат кај пациентиве. Тие параметри се крвниот притисок да се регулира, ако има диабет, диабетот да се регулира, ако има кардиоваскуларни проблеми, срцеви, тие да се регулираат или да се контролираат. Ако има проблеми со ортопедски проблеми, тие да се намалат колку што може. Така да сите овие сеопфатно треба да имаме еден холистички пристап за секој пациент и така треба да се водат и следуваат овие пациенти. А на која возраст е најмладиот пациент кој се обратил во центрите за менаџирање на дебелина? 16 годишна. Имаме една пациентка кој што не ме држите за збор, ама 140-150 килограми негде. Под 15 годишна возраст ги препорачуваме и да дојдат пациентиве и ги препраќаме на детска клиника, пошто прво тие треба да видат, после 16 годишна возраст веќе се префрлуваат во нашиве центри за возрастни пациенти. Така да над 12 годишна возраст веќе и кај децата имаме препораки од СЗО и од Европското здружение, сите здруженија во светот, дека може да се почне со фармакотерапија, ако има и други коморбидитети пациентот. Така да над 12 годишна возраст веќе тие пациенти може да се третираат во овие центри.
Оние кои што сакаат да симнат повеќе за побрзо ако може, нели некако не им се чека, посегнуваат и по лекот Оземпик, кој во теорија е лек за диабетичари, но веќе стана и тренд во светов, се користи и тука и вие имате алармирано за негова злоупотреба. Каква е ситуацијата сега? Оземпикот многу се користи во светот, во Европа и во Америка исто така. Има различни дози што користиме во Македонија и во нашиот регион имаме максимум доза од 1 милиграм, иначе во светот има и поголеми дози. Тоа тие лекови треба да напоменам дека првенствено биле таргетирани за пациенти со диабетес. После тоа, после извесен период на прогресивно која се исследувале овие пациенти, приметено е дека овие пациенти со текот на времето намалуваат и во телесна тежина. Заедно со намалување на гликемијата се намалува и телесната тежина и после тоа целото внимание е повеќе насочено кон дебелината кај овие пациенти и затоа веќе актуелно се користи за дебелина. Во светот е одобрено да се користи само за дебелина. Во Македонија не е Оземпик, имаме друг лек, Саксенда, кој што е одобрен од страна на Малмед само за дебелина користење, а Оземпикот е одобрен за тие пациенти што имаат диабетес заедно со дебелина, заедно, паралелно. Така да тие пациенти кои што немаат дебелина, кои што немаат диабетес, малку треба да внимаваат кога користат Оземпик. Треба да бидат строго исследуване од доктор што ги води, не на своја рака никако, пошто како и секој друг лек имаат несакани ефекти, посебно тие пациенти кои што имаат тироидни, посебно тироидни карциноми, ако имаат, треба обавезно еден доктор да види, после тоа ако има потреба да се почне со терапија, да се почне, ако не никако на своја рака. Пациенти што имаат проблеми со панкреасот, со бубрези, со жолчно кесе, претhodно треба да се јават кај доктор пред да почнат, пошто овие се ризичната група кои што кај нив Оземпикот ако се користи, несаканите ефекти може да бидат накол по-сериозни. Какви конкретно несакани ефекти може да има некој кој користи Оземпик на своја рака без лекарска? Може да развие воспаление на панкреас, да има панкреатит. Секое воспаление на панкреас оштетува еден дел од панкреасот и после тоа може да ако порано немал диабет, може да се јави диабет кај пациентот, за жал. Исто така, тие што имаат камења на жолчно кесе, треба да бидат внимателни, може да настане исто така воспаление на жолчното кесе, кај па да имаат потреба на акутна операција. Пациенти со бубрежни проблеми, ако има бубрежната функција ако не е добра, пошто имаме едно ниво до каде можеме да користиме овие лекови. Под тоа ниво, ако има потреба, ако е временски период да влезе од диализа, не смееме да го користиме овој лек. Пациентиве треба да внимаваат на тоа. Овие се гастрични тегови, многу често се кај пациентиве, надуеност, гадење, повраќање, тие се скоро 90% имаат. Затоа треба постепено да се зголеми дозата. Меѓутоа, дел од пациентиве сакаат побрзо да имаат ефект, немаат трпение, за месец, 2-3 сакаат да губат поголема количини од тежината, кај нив затоа тие одат директно со поголеми дози, кај нив несаканите ефекти за жал се многу повеќе и посериозни. Затоа треба постепено да се зголеми. Ние на месечно ниво зголемуваме, не на неделно или на дневно ниво. Почнуваме со минимална доза, таа почетна доза, кој што е доза на прилагодување. После месец дена одиме на средна доза, па после 3 месеци доаѓаме на максималната доза кој што треба да примаат пациентиве. Така да малку треба и трпение, да не се брзат со дозите. Вие алармиравте и за фалсификат на лекот Оземпик, да, кој што е купен на надвор од државата. Имавме такви, двајца пациенти имавме, од кои што еден требаше да се хоспитализира поради хипогликемија, пат на шекерот, затоа што не се купени во аптеки официјално така со фискална сметка, туку се на црниот пазар се купени и за жал внатре пенкалото е слично на Оземпикот, на пример, меѓутоа внатре нема лек за слабен, туку има инсулин. Уствари е инсулинско пенкало со намалена концентрација, меѓутоа сепак содржи инсулин. Пациент кој што нема диабет, првиот ден користува и паѓа шекерот под нормала и еден пациент беше и колабиран кој што дојде во ургентен центар кај нас и после тоа моравме да го хоспитализираме ден-два да го задржиме во болница, да се стабилизира и откривме од каде е проблемот. Не знаевме ние, од анамнезата на пациентот дознавме дека користи вакво едно пенкало, кога испитувавме, истото пенкало испративме и во Малмед, пријавивме, внатрешноста има содржината на пенкалото е инсулинско. Инсулин има, а не лек за слабење.
Се надевам дека во иднина ќе имате што помалку пациенти во центрите за менаџирање на дебелина, односно дека ќе има што повеќе свесни дека нели не треба ни да стигнат до таму. Свесноста е многу битна работа, да се зголеми свесноста, штом ќе се зголеми ќе се намалат буреката. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и јас за можност. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието. Го следевте подкастот Зошто на Радио Слободна Европа.